Почитувани представници на медиумите, почитувани присутни, изминатиот период македонската јавност беше сведок на низа коруптивни и криминални скандали во кои што главна улога беа луѓе кои што се дел од врхушката на власт или луѓе кои што се блиски на врхушката на власт. И наместо како што тоа треба да го прави одговорна влада, која што треба да се бори безкомпромисно со криминалот без разлика кој е сторителот и кој е предизвикувачот на тој криминал, го видовме Зоран Заев и представници на врхушката на власт кои што се обидуваат несмасно да ги прикријат овие скандали, така што во јавноста отпочна една нова кампања каде што велат дека всушност не било сега време за предвремени парламентарни избори, бидејќи ние сме блескале и дека економијата била со рекордни резултати. Но какви се фактите? Во интерес на вистината, јас би сакал денеска да зборувам за вистинскиот реалниот свет, не за оној паралелниот во кој што живее Зоран Заев, криминалците околу него и луѓето кои што се негови обожаватели, кои што велат дека всушност политиките на владата во делот на економијата ги носат потребните ефекти. Какви се вистинските резултати во оној вистинскиот свет, каде што луѓето се борат со сиромаштијата, каде што луѓето во своите џебови носат празни паричници. Имено, Зоран Заев и луѓето околу него на крајот од 2018 година на пресконференција ќе објават дека рекордно ниво достигнала просечната плата во декември месец 2018 година во износ од 25.784 денари. Тогаш велевме дека потребно е да бидат сериозни и да ја соопштат на македонската јавност вистинската и реалната економска ситуација во државата и дека тоа е исклучиво резултат на погубните политики од аспект на зголемените даноци кои што во тој период следеа од јануари месец 2019 година и дека всушност во декември месец се исплаќаат бонусите и се исплаќаат дивидендите за собствениците и менаџерите на компаниите. Дека бевме во право, веднаш потврда стигна од јануари месец 2019 година, па се до мај месец 2019 година, кога просечната плата е за 1113 денари помала од таа која што ја објави Зоран Заев и тогашниот трет член на економскиот цунами тим во владата на Република Македонија господинот Тевдовски, или за 4,5% пониска од таа која што тој ја објави во декември месец 2018 година. Потоа продолжија да се фалат со директните странски инвестиции и велеа дека се рекордни во 2018 година и дека надминале историско ниво. Каква е реалноста? И тогаш велевме дека е тоа резултат на зголемените даноци кои што ќе следат во следната 2019 година, дека тоа е резултат на реинвестираната добивка на странските инвеститори кои што се резултат на напорите на некои претходни влади, но продолжија да го лажат, како што е нивна и карактерна особина основна собствениот народ и собствените граѓани, и демант на нивните тези, а потврда на нашите тези веќе стигна во првиот квартал од 2019 година, кога нивото на директни странски инвестиции изнесува 21,6 милиони евра, што е за 90% помалку од истиот тој прв квартал во 2018 година. Според неофицијалните податоци кои што ги добиваме, во месец април имаме незначително зголемување на директните странски инвестиции, но потоа имаме повторен одлив во месец мај и таков одлив се очекува во месец јуни, бидејќи доаѓа до исплата на дивидендата, или повторно ќе имаме една катастрофална ситуација во вториот квартал од 2019 година за директните странски вложувања во Република Македонија. Индустријското производство. Индустријското производство во првиот квартал од 2019 година, оној квартал кој што се споредуваше со исклучително и катастрофално нискиот прв квартал од 2018 година, се сеќавате на ние насмеани лица, на двоецот, сега веќе двоецот, не е троец, Ангјушев Заев, на онаа пресконференција во владата, изнесува речиси 9%. Но додека пак во вториот квартал имаме исклучително катастрофално ниско ниво на пораст на индустријското производство од 1,33%, тоест
Трендот на опаѓање од април месец до јуни месец се движи со следните стапки. Имаме раст од 5,5 во месец април, имаме опаѓање во месец мај од 1,2%, имаме негативно салдо на индустриското производство од 2,7% во месец јуни. За речиси 7 пати пониско индустриско производство во вториот квартал имаме во 2019 година, отколку индустриското производство во првиот квартал од 2019 година. Бројот на работниците во индустријата во првиот квартал од 2019 година беше зголемен за 1,2%, додека пак во вториот квартал од 2019 година, споредено со вториот квартал од 2018 година, имаме намалување на бројот на работниците во индустријата од 2,3%. Извршените градежни работи во месец април се за 10% пониски од истите извршени градежни работи од месец април 2018 година. Во месец мај ситуацијата е уште покатастрофална. 20% пониски извршени градежни работи во 2019 споредено со извршените градежни работи во 2018. За 15% имаме помалку извршени градежни работи во периодот април-мај 2019 споредено со април-мај 2018 година. Сето ова вели дека вториот квартал од 2019 година ќе биде исклучително лош и растот може да биде незначителен или да биде еднаков на нула, доколку повторно, како што тоа беше пракса во минатото, премиерот неколку денови претходно не ги кажува бројките кои што треба да ни ги соопшти Државниот завод за статистика. Доколку Државниот завод за статистика професионално ги обработи параметрите од вториот квартал, тогаш економските резултати во вториот квартал од 2019 година ќе бидат исклучително катастрофални. Блескаме само во оној свет кој што го живее Зоран Заев и неколкумина оболжаватели и апологети околу него. Каква е ситуацијата во буџетот? Ситуацијата во буџетот е катастрофална. Доколку се анализираат извештаите кои што Управата за јавни приходи ги публикуваше заклучно со месец мај, откако ние ги објавувавме тие резултати, престанаа да објавуваат извештаи за месец јуни, ситуацијата е следна. Во првите 6 месеци планирано било да бидат наплатени 43,4 милиарди денари, а во суштина биле наплатени околу 39,3 милиарди денари. Односно кусокот кој што во буџетот се слеал или требало да се слее, а резултат на катастрофално лошото работење и приходување од страна на Управата за јавни приходи е некаде околу 4,1 милиарди денари. Посебно е катастрофална ситуацијата во вториот квартал, или таа е за некаде нешто помалку од 12% послаба наплата имаме од онаа која што е предвидена со претходниот план на почетокот на годината. Имено, во месец април имаме речиси 6% помала наплата од планираната, во месец мај имаме речиси 13%, додека пак во месец јуни имаме речиси 16% помала наплата од онаа која што била планирана на почетокот на годината. Економската и финансиска моќ на компаниите и на граѓаните е катастрофална и затоа уште еднашка, почитувани представници на медиумите, почитувани присутни, ќе ја повторам тезата дека живееме во два паралелни света со господинот Заев. Едниот е неговиот, оној многу малиот, исполнет со малкумина обожаватели кои што му велат дека блескаме, и оној кој што го живеат граѓаните во Република Македонија во беда, во сиромаштија и со празни паричници. Извршувањето на буџетот, како пети параметар кој што на денешната пресконференција ќе го анализираме во периодот јануари-јуни, е исто така катастрофален кога станува збор за развојот на Република Македонија од аспект на инвестиции во капиталните расходи. Имено, реализацијата на приходите и расходите е некаде околу 45% од она кое што било планирано на почетокот на годината, но она што загрижува
и што беше вистински мотив на Зоран Заев да го приграби Министерството за финансии, е обидот да сите ненародни, сите криминални, сите погрешни политики во изминатиот период да се обиде преку државниот буџет да ги корумпира граѓаните и гласачите во Република Македонија, мислејќи и играјќи на картата на кратко помнење. Имено трансферите имаат реализација над 50%. Кога сме кај капиталните трошоци и кога сме кај капиталните расходи, нивото на реализација е катастрофални и ниски 20%. Се сеќавате кога заменик председателот на владата господин Тангјушев кажа дека таа не била точна бројка, односно го демантираше председателот на владата, неговиот предпоставен и сегашен сива еминенција во Министерството за финансии господинот Заев, кое што пак Министерство во реализацијата на буџетот публикуваше параметарот 20% катастрофална реализација на капиталните трошоци. Додека пак дефицитот е на реализација некаде околу 40%. Или, доколку до крајот на годината дефицитот се реализира онака како што бил планирал, тогаш капиталните инвестиции нема да надминат стапка на реализација поголема од 50%. Тоест, да сумирам, ќе недостасуваат некаде околу 200 милиони евра кои што биле потребни и кои што биле планирани за капитални инвестиции во Република Македонија. Вистинското прашање е каде ќе отидат тие пари. Тие пари ќе отидат преку трансфери во обидот на Зоран Заев да ги заскрие ненародните криминални политики кои што ги води неговата влада и да месеци пред избори се обиде да игра на картата на кратко помнење кај граѓаните и истите тие да ги корумпира преку таков тип на трансфери. Што е тука погрешното? Погрешното е што дефицитот и планираните раздолжувања кои што ќе ги прави владата на Република Македонија се финансираат со дополнителни задолжувања. Тие задолжувања во првите 6 месеци од годината се на ниво од прилика 16 милиарди денари. 16 милиарди денари, 9,5 милиарди денари се средства кои што ги финансираат овие екзибиционистички и антибизнис политики на владата на Република Македонија, предводена од Зоран Заев, преку државните записи. 5,5 милиарди денари се финансирани од депозитите кои што ги има владата во рамките на Народната банка на Република Македонија и некаде 1 милиарда денари се странски заеми и други приливи кои што се слеваат во буџетот. Со други зборови, да сумирам, ова антибизнис и ова антиекономска политика на владата на Република Македонија, која што ја предводи Зоран Заев, ја турка Македонија назад и е вистинска слика на вистинските политики и намери на Зоран Заев, кога сакаше да се само прогласи себе си за министер за финансии и да ги приграби финансиите на граѓаните кои што се слеваат во буџетот на Република Македонија. Ние, како опозиција, за овие вистински намери, но и за намерите на Зоран Заев во периодот кој што предстои да издаде уште една државна врзница за да може да ги финансира овие авантуристички политики, ќе ги информираме сите меѓународни представници политички, но и финансиски кои што се во Република Македонија, дека на следните парламентарни избори доаѓа до промена во владата на Република Македонија, победува ВМРО ДПМН, ВМРО ДПМН ќе ја предводи владата на Република Македонија и ваквиот тип на авантуристички потези на Зоран Заев и владата која што тој ја предводи, нема да можеме да ги толерираме и можеби ќе биде доведено по знак прашање нивното сервисирање. Затоа уште еднашка апелирам на разум и вистинско водење и водење грижа за касата која што практично треба да се занимава со развој на Република Македонија, а не корупција и скандали кои што се практично дел од секојдневието во Република Македонија. Доаѓа обнова и доаѓа
победа на следните парламентарни избори и формирање на нова влада која што ќе предводи ВМРО-ДПМНЕ. Ви благодарам. Ако имате прашања, ве молам, повелете. Прашање надвор од темата. Влади со советниците на Зоран Заев започнаа со интензивна кампања да прогласуваат критички настроени медиуми и оние кои што не им одговараат, не им се воодушевуваат за лажни вести. Како ќе одговори опозицијата на ова? Ќе пробали некој да ги заштити овие критички настроени, да речем, медиуми и новинари од намерата за цензурирање? Како ВМРО-ДПМНЕ го кажавме нашиот став во минатото дека ова е враќање во 49-та година, односно во еден друг политички систем кој што е дел од минатиот век. Тоа е карактерна особина на овие политичари кои што се практично заменици на политичарите од тој политички систем од средината на минатиот век. Обидот за цензура е недозволив. Обидот за цензура на Зоран Заев да се слуша онаа вистина само која што тој сака да ја слуша, практично ја кажав јас и на денешната пресконференција, тоа е еден паралелен свет кој што е различен од оној вистинскиот и реален кој што го чувствуваат граѓаните кои што живеат во беда и сиромаштија и со празни паричници. Истото тоа се рефлектира и во делот на работењето на медиумите во Република Македонија. ВМРО-ДПМНЕ ќе ги искористи сите демократски алатки кои што му стојат на располагање да се спротистави на овој обид, сталинистички обид на владата на Зоран Заев и обидот да се замолчат критичките новинари и медиуми на сметка на оние апологети кои што се скапо платени со пари од државниот буџет, во кој што сега гледаме како сива еминенција располага и управува Зоран Заев. Јас секогаш верувам дека доколку постои честита намера од спротивната страна дека е можен консензус. Тука на една ваква слична пресконференција го објаснивме, го елабориравме нашиот предлог за законот за јавно обвинителство, кој што е согласно законите, кој што е согласно уставот и кој што навистина има реформски цели, на сметка на оној предлог закон кој што го испорача владата, кој што има една единствена цел, пресметка со политичките неистомисленици, продолжување на политичкиот прогон и по можност затварање, односно угушување на најголемата опозициона партија ВМРО-ДПМНЕ, бидејќи знаат дека на следните парламентарни избори ќе бидат декласирани и дека ќе бидат во опозиција и ќе мора да сносат одговорност за целокупната оваа промаршена ненародна криминална и коруптивна политика изминатиот период. Така што да го сумирам одговорот на вашето прашање, јас сакам да бидам оптимиста и верувам дека ќе се вразумат од владата и дека ќе го прифатат предлогот на ВМРО-ДПМНЕ, кој што е апсолутно согласно законите и согласно уставот во Република Македонија. Јас сум свесен дека ќе излезат повторно со вакви или такви коментари авторот на тој текст кој што е главен кочничар во преговорите, но и предлагачот на овој текст. Свесен сум бидејќи единствената цел во овие преостанати неколку месеци е токму непринципиелна и насилна пресметка со опозицијата, но ние како ВМРО-ДПМНЕ имаме принципиелен став, имаме став кој што е во согласност со законите и уставот во оваа држава и не се плашиме да го елаборираме и да се соочиме со фактите и аргументите од спротивната страна, кои што за жал, можам да ви кажам дека на тие преговори посебно од страна на изготвувачот на тој закон изостануваат, туку тие состаноци изобилуваат со еден вид изразено чувство за одмазда, чувство за атак и политичка пресметка со неистомислениците, во случајот опозицијата и ВМРО-ДПМНЕ. Како продолжение на ова, таму функционира, значи зборам за законот за обвинителство, се функционираат работни групи. Истото се случува и во врска со пописот, иако можеби процесот таму полесно се одвива, барем по првата средба. Што е со изборниот законник, третата точка со која што сте судрени со власта, дали таму може да очекуваме работни групи, особено во контекст на барањето за
предвремени избори? Работни групи постојат по сите три основи, и по Законот за јавното обвинителство, и по Законот за попис, но и по оние измени кои што треба да следуваат во изборниот законник, кои што се резултат на препораките на ОПСЕ и ОДИХР, така што преговорите течат, ќе продолжат да течат, се надевам дека на крај ќе постигнеме едно компромисно решение по сите овие точки, но се разбира, тоа компромисно решение треба да биде решение кој што ќе донесе развој и просперитет во оваа држава, а нема да биде резултат на политички желби на поединци и авторитети во власта предводени од СДСМ и Зоран Заев. Кога предвремени избори во таков случај да се доgodат? Видете, како опозиција, час поскоро ние бараме предвремени избори и тука нема никаква дилема, тоа сме го кажале во многу наврати во минатото. Практично предвремените избори се одлична можност Зоран Заев да провери дали навистина блеска или блеска само во друштво кога е со неколкумина негови обожаватели. Така што опозицијата е подготвена веднаш штом парламентарното мнозинство одлучи да ги распише тие предвремени парламентарни избори, иако ние како опозиција знаете дека инсистираме на предвремени парламентарни избори и две дати дури предложивме, едната да биде на почеток на април, мајки ги предвид великденските празници, другата да биде некаде крајот на мај, имајќи ги предвид рамазанските празници следната година. Останува сепак на парламентарното мнозинство да одлучи, се разбира, ние се што ни стојат како на располагање сите оние демократски алатки ќе ги искористиме да ги убедиме од парламентарното мнозинство дека час поскоро ни се потребни предвремени парламентарни избори. Не само што во економијата имаме економско цунами, туку генерално на политичката сцена во Република Македонија имаме една плејада на коруптивни и криминални скандали кои што гледам дека се нижат секојдневно. Не би ме изненадило ако тие продолжат со иста динамика и во периодот кој што следи, во кој што главни актери се луѓе кои што се дел од врхушката или блиски до врхушката на власт, се разбира предводени од Зоран Заев и СДСМ. Октоподот има широко распространети пипци. Господине Митковски, дали април, мај или октомври, како што предложи премиерот Заев, секако наредната година е изборна. Дали се менува изборниот модел, дали останувате на барањето за мнозински изборен систем или разговарате за намалување на бројот на изборни единици, можеби на една? Ние на тие разговори, на тие преговори ќе ги изложиме нашите симулации, нашите гледишта како треба да изгледа практично еден изборен циклус во Република Македонија, а да даде одговор на барањето на најголемото мнозинство граѓани во Република Македонија. Немам дилема дека на крајот треба да постигнеме договор, барем што се однесува до оние препораки на ОПСЕ и ОДИХР. Тука немам никаква дилема, бидејќи на тој начин само ќе се подобри квалитетот на изборниот модел. Што се однесува до методологијата, бројот на изборни единици и така натаму, да оставиме работните групи да поработат, да излезат со заедничко мислење. За нас неколку предлози во минатото беа атрактивни. Тие предлози како политичка партија на пресконференции сме ги кажале. На тие предлози треба вредно да се потроши времето и да се позанимаваме практично со тоа што се вели предлоги на опозицијата. Уште едно подпрашање околу темата на која говоревте за економската кондиција на земјата, што евентуално би наследиле раководењето со земјата по наредните избори. Дали мислите дека е толку лоша што, како што рековте, не би можеле да се сервисираат долговите, односно земените кредити? Толку е лоша состојба? Видете, во овој момент ние имаме реализација, ќе се обидам пластично да одговорам. Тоа е како да имате едно семејство кое што ќе го заложи сопствениот дом, без разлика дали е стан или куќа, и ќе подигне кредит на тој дом, ќе ги потроши парите по луксузи и така натаму, и потоа кога ќе дојде денот да го отплаќа земениот заем, ќе нема од каде да го сервисира и тогаш ќе остане и без сопствениот дом. Отприлика таква е моментално
ситуацијата во Република Македонија и токму еден од трите столба во стратегијата на Зоран Заев за останување на власт беше приграбување на Министерството за финансии, дополнително задолжување, ве видовте почнуваат несразмерно, нелогично да ја подготвуваат македонската јавност за едно такво задолжување од половина милиарда за изградба на клинички центар, иако имавме клинички центар кој што требаше да се изгради, кој што ќе беше 5 пати поевтино од овој кој што го планира Зоран Заев, а ќе беше еднакво функционален во споредба со овој што го планира Зоран Заев, но се разбира тој беше немаше можност за Зоран Заев да може да корумпира и она кое што како индиција го имаме, а врз основа на анализата на перформансите и структурата на македонскиот буџет е дека практично него ќе му биде потребна издавање на нова државна обврзница, која што практично ќе ја понуди на меѓународниот пазар од минимум половина милиарда евра, а кои што средства на него ќе му бидат потребни за санирање на буџетскиот дефицит, но истовремено и за обид, за корумпирање на граѓаните во Република Македонија, ситно корумпирање се разбира, за да може да игра на картата на кратко помнење за сите оние анационални, лоши, криминални и погрешни политики кои што беа дел од неговото политичко битисување изминативе веќе трета година. Сметате дека толку до ситуацијата она може да се случи на грчко сценарио должничко? Па моментално како што стојат работите, одиме кон такво сценарио. Ако продолжиме неконтролирано да се задолжуваме, имаме два избора. Првиот избор е да ги сведеме на минимум капиталните инвестиции. Впрочем, тоа и во некоја мерка се случува, бидејќи капиталните инвестиции се на едно многу ниско ниво, рекордно најниско ниво од тоа што до сега било пракса во минатото. И второто е да продолжиме да се задолжуваме до момент кога ќе не можеме да го сервисираме довод. Инаку нема друга алтернатива за овие авантуристички политики на Зоран Заев.